името на Отец и Синот и Светиот Дух. Возлюбени браќи и сестри, денешното евангелско четиво навистина е чудесно, зашто Бог по својата безпрекорна педагогија не само со зборови, туку и со дела, со чудеса ги поучуваше своите ученици и сите кои што беа со него, а секако со тие дела и полки не поучува и нас. Во сенката на ова големо чудо, воскресението на Јаировата ќерка, кое што е уште еден символ на Христовото воскресение и на тоа дека Бог не учи, покажувајќи него и отварајќи него патот за воскресението, прво самиот, а потоа и на секој од нас, е уште едно чудо, а тоа е чудото на крвотечивата жена. Чудо кое што навистина е полно со значење. Господ одеше за да ја исцели оваа девојка од 12 години, а ете една друга жена дојде за да го добие и таа своето исцеление. Луѓето го беа окружиле, како што вели Евангелието, и се притискаа до него. Оваа жена само се допре до крајот на неговата облека и незиниот допир беше многу посилен, поблаготворен од туркањето и притискањето на сите тие луѓе околу Господа. Тоа се случува и денес. Мнози навлегуваат во храмот, се туркаат и се притискаат, меѓутоа не секој од нив го добива она за што се влегува во храмот и за што му се пристапува на Бога. Туку само оној кој што има вера вистинска, кој што со трепет и со внимание се допира до Христа. Во таа смисла ова собитие има и евхаристиска димензија. Не секогаш кога велиме Господи, Господи, и не секој што вели Господи, Господи, влегува во Царството Небесно, вели Господ. Не секогаш кога само формално пристапуваме во храмот, го добиваме она за што се влегува во храмот. Во храмот треба да влеземе подготвени, со трепет, знаејќи со кого се среќаваме и верувајќи дека по таа средба навистина Господ ќе не исполни со сето она што ни е потребно за нашето спасение. Во храмот се пристапува за човек да биде едно со Бога преку светата причест, преку светата Евхаристија. И токму тој допир со Бога преку светата Евхаристија е оној кој што вистински прави чуда внатре во нас и како што вели евангелското четиво, денес Бог пребива во нас и прави мир во нас. И во тој мир навистина му помага на човекот да израсне за Царството Небесно. Да се допреме до Христа, значи да го вкусиме Христа, да му се предадеме сосема Него, да го примиме сосема Него во нас. На тој начин и се случи оздравувањето на оваа жена, која што 12 години страдала од крвотечение, во мигот на незиниот допир престанала и незината болест. Како што велат и мнозина од светите отци, особено Свети Симеон Нов богослов, човекот не може да го прими Христа, а ништо да не почувствува. Човекот не може да живее со Христа и постојано да се причестува со Христа, а тоа да биде само туку така. Значи, не само влегувањето во храмот, туку и живеењето во храмот Божи во овој свет треба да биде полно со трепет, со внимание и со страх Божи. Секоја стапка што ќе ја направиме во животот е стапка во земјата која што Бог ја осветил. Ако живееме така, тогаш допирот со Христа ќе биде постојан и нашата евхаристиска заедница со Христа ќе биде постојана, а нашето здравје и чудата на нашето здравје Бог ќе ги благословува постојано. Нека ние напомаш овој ден и молитвите што ги водим Бога за многу години.